Посетата на помошникот државен секретар на САД за европски и евроазиски прашања Џејмс Обрајан на Скопје е силна порака за поддршката која официјален Вашингтон ја дава на Северна Македонија, но и регионот, велат експертите. Димитар Николовски, извршен директор на Евротинг, вели дека Обрајан од лидерскиот состанок посвета на планот за раст на Западен Балкан од страна на Европската унија ги повторил американските политики во однос на клучните прашања во регионот. И беше присутен за да се прикаже како еден моќен и клучен партнер на Европската унија во регионот за имплементирање на нивните политики и за помош на регионот и на земјите во регионот да надминат некои од овие прашања. Посетата доаѓа во време кога земјава е пред одржување на парламентарни и председателски избори, но и кога власта и опозицијата не можат да се усогласат околу уставните измени. Па така беше прилично експлицитен во однос на предстојните избори во Македонија и би рекол дека даде поддршка на оние кои покажуваат јасна проевропска слика со одреден план. И тука имаше една одредена критика за ВМРО ДПМН дека тие го кочат процесот, а од друга страна не прикажуваат никаков конкретен план за тоа како би ги надминале разликите, тоа е секако горливото прашање за промена на уставот, така и на. Посетата на американскиот дипломат, професорот по безбедност Никола Дујовски, е гледан из призмата на безбедноста. Вели тоа јасен сигнал со кого земјава соработува во изминатите 3 децении и гради партнерски однос. Неговите пораки беа и повеќе од јасни, потенцирани се доволно во нашите медиуми. Факт е дека Македонија треба да го продолжи патот кон Европската унија и тоа беше најсилната порака што тој ја даде. Јасно е зацртан патот по кој што државата треба да оди. Градејќи ги безбедносните институции, мора да бидеме свесни дека во изминатите децении ние вложивме навистина многу и капацитети, и напор, и човечки потенцијали. Меѓутоа, добивме и значителна помош и поддршка и во материјално-технички ресурси, но и во знаење, а се разбира и во партнерство, што значи размена на информации, квалитетни информации, заштита на информациите, заштита на безбедносниот простор. Најважно е, вели Дујовски, земјава да продолжи да гради институции кои што ќе имаат отпорност кон се посериозните закани по безбедноста за регионот и за европскиот континент. Во ваквиот развој, во ваков развој на настаните, многу е важно да имаме јасен пат по кој Македонија ќе продолжи да се движи кон Европа и како ќе го продолжиме соработката со Соединетите американски држави, со Европската комисија, со другите тела на Европската унија, но и со сите земји од Европската унија поединечно. Затоа е многу значајно да се разберат на вистински начин овие пораки кои што доаѓаат не само од посетата на Обрајан, туку и од сите други кои што вчера завчера беа тука за да дискутираат за развојот во регионот. Инаку Обрајан од Скопје порача дека САД очекуваат да се задоволат интересите на граѓаните на Западен Балкан и владите да имаат поблиска интеграција со Европа и испрати силна порака на поддршка евроинтеграцијскиот процес да продолжи до целосно членство во ЕУ. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.